Со символично постројување и смотра на пожарникарите што ја изврши градоначалникот Љупчо Папазов, територијалната противпожарна единица од Кочани го одбележа 20 мај, денот на пожарникарството. Командирот на кочанските пожарникари Драган Апостолов во својот рапорт истакна дека и покрај големиот број интервенции минатата година успешно се справиле со сите предизвици. Од јануари, од почетокот на годината до сега имаме 160 пожари, од кои 114 се биле на отворен простор, од кои има зафатено 150 хектари површина, претежно суво трава и страништа. 29 имаме интервенирано на објекти од затворен тип. 6 интервенции имаме регистрирано за патнички моторни возила и имаме регистрирано 11 технички интервенции до сега од почеток на годината до денешен ден. Градоначалникот Папазов искажа задоволство од работењето на територијалната противпожарна единица, истакнувајќи ги заложбите за нејзино постојано унапредување. Да им посакаме успешна работа во тековната година со помалку проблеми од настап на теренот, со добра оперативна подготвеност и добра опременост. Се надевам дека со присуството на доброволната противпожарна единица овде на овој ден ќе се продолжи соработката меѓу овие два субјекта, да кажам, и дека ќе имаме полесно справување со предизвиците пред кои ќе бидат исправени и доброволната и територијалната противпожарна единица. Овој ден го искористивме врз основа на обуката која имаат завршено доброволното противпожарно друштво преку дирекцијата за заштита и спасување, се здобија со соодветните сертификати кој беше одреден од условите за подпишување на овој меморандум и очекуваме дека ова е првиот чекор со влегувањето на ова доброволно противпожарно друштво во буџетот на општина Кочани, од каде ќе можеме да ја финансираме и нивната работа и да ја унапредуваме соработката со професионалците. Во рамки на одбележувањето на денот на пожарникарите за најуспешен поединец во територијалната противпожарна единица во Кочани во изминатиот едногодишен период беше прогласен Дејан Арсов. Пожарникарството е тимска работа, овде превладува колективниот дух. Индивидуалецот никош не може сам нешто да направи повеќе, доколку нема екипа која што ќе стои зад него. Така да, значи, колективот е тој кој што одлучува за многу работи, имајќи во предвид дека нашите животи ги ставаме во нивни раце секогаш кога одиме на интервенција. Може само да се навратам назад дека на изминатата година поминавме на година неспецифична година со предизвици во која што и ние како противпожарна единица, меѓутоа и можеби целокупното население од општина Кочани беше ставено на еден тест колку сме подготвени да действуваме во случај на пожар. Така да мислам дека научивме некоја добра лекција за наредниот период, да се надеваме дека ќе има што помалку интервенции, а што повеќе ќе работиме на превентивата во однос на пожарите. Градоначалникот Папазов го предаде и подпишаниот меморандум за соработка со доброволното противпожарно друштво од Кочани, при што беше изразено задоволство од можноста да се соработува со општината. Ние од самиот старт идејата беше да се обезбедиме со опрема за гасење на шумски и полски пожари, односно пожари на отворено. Не ни беше идејата да се специализираме, односно и опремуваме за урбани пожари. Можем да кажам дека целата интервентна единица е опремена со интервентна опрема и може благовремено и правенствено да одговара на задачите за гасење на пожар, како и други останати елементарни непогоди. Најново добивме донација од Armor Plus во соработка со Хрватската амбасада 10 нови комбинезони за гасење на шумски пожари. Во рамки на одбележувањето на денот на пожарникарите беше представен и дел од новата опрема што е набавена во изминатиот едногодишен период. Во туристичкиот инфоцентар на Пониква беше одбележан денот на мрежата на подрачја вклучени во европската мрежа Натура 2000. На настанот присуствуваа представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, од локалната самоуправа на Кочани, од Македонското еколошко друштво, како и представници од Швајцарската агенција за развој и соработка, Фармахем од Скопје и други гости.
Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, како и претседател на управниот одбор на програмата за зачувување на природата, Каја Шукова, го истакна значењето на мрежата Натура 2000 за заштита и зачувување на природата на национално и европско ниво. Заедно продолжуваме во овој процес, не само општината и Министерството, туку и сите заинтересирани страни, сите оние кои што ја сакаат природата и се дел од процесот за исполнување на сите одредби од Законот за природа и се она што ние како држава го согласивме со Европската Унија и понатаму ќе продолжиме да го спроведуваме како процес. Зголемивме процентот на заштитени подрачја и не застануваме тука. Сето тоа е во интерес на сегашните и на идните генерации. Ако сакаме здрава животна средина, мораме да ги заштитиме нашите природни ресурси. Само така ќе постигнеме одржливо управување на ресурсите во државата. Во рамки на активностите за оваа година, Министерството за животна средина ќе продолжи со мониторинг на животинските и растителни видови и нивните живеалишта, а ќе изработува и планови за управување со идентификуваните подрачја Натура 2000 за создавање нови можности преку развој на екотуризмот, одржливото земјоделство и користењето природни ресурси на начин што не ја загрозува природата. И сакам да го изразам своето задоволство што општина Кочани е домакин на централниот настан на мрежата Натура 2000 за оваа година и имаме можност да ги угостиме на инфоцентарот кој е финансиран од програмата за зачување на животната средина од Швајцарската агенција за соработка и развој. Ке се обидеме да ги презентираме постигнатите резултати во реализацијата на проектите и да ги афирмираме вредностите на осоговието како заштитено подрачје. Задоволство е значи да се ужива во еден ваков настан денес на овој простор и се надеваме дека ќе имаме успешна соработка во иднина. На одбележувањето на денот на мрежата Натура 2000 беше истакнато дека според расположивите податоци на Осоговските планини се среќаваат околу 185 меѓународно значајни видови според Светската црвена листа на загрозени видови или според директивите на Европската Унија за птици и живеалишта, Бернската и Бонската конвенција. Исто така, 10 видови се така наречени осоговски ендемити, кои единствено живеат на Осоговските планини. Во рамки на настанот беше прикажано промотивно видео и отворена изложба на фотографии со тематика од Осоговските планини, а имаше и организирана посета на локалитетот Панаѓур. Седмоодделенецот Матеј Стоименов од Основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево е шампион по математика на државниот надпревар што се одржа во Скопје. Неговиот талент и познавањето на природните науки, но и напорната работа во откривањето на тајните на математичката наука придонесоа тој да постигне одличен успех. Ги освои бодовите што го сместија на врвот меѓу најдобрите математичари во основното образование во државата. Јас сум Матеј Стоименов, доаѓам од училиштето Свети Климент Охридски, село Облешево. Неодамна на државниот надпревар по математика освоив прво место во Скопје на хемискиот факултет. Беше тешко да се освои прво место, ама јас освоив. Па се падна некој од областа што ги вежбав, а имаше и некој што не сум ги вежбал. Ми интересираат сите предмети, но најмногу информатика. Ќе продолжам со информатика и сакам да станам познат програмер. Наставничката Благица Колева, која му е менторка на Матеј, вели дека тој е трудолюбив и дисциплиниран ученик. Има одлични познавања не само на полето на математиката, туку и во другите предмети во училиштето, па и кај рекреативните активности. Постигнавме огромен успех. Мислам, ова е прв пат во општината Чешиново Облешево, значи ученик да освои прво место на државен надпревар, конкретно по математика сега. Значи Матеј Стоименов е комплетна личност, го бива како за математика, така за информатика, за спорт, мислам и спортот му е многу важен. Така да по сите предмети мислам да те тука колегите сите ќе го потврдат истото, дека значи така. Сакам да кажам, во нашето училиште имаме многу деца кои што се талентирани, способни, работливи во различни области.
Еден од нив е Матеј и нели сега се посветуваме за него. Инаку сакам да кажам дека има и други ученици и покрај тоа што имаме мал број ученици, нели, сепак имаме доста квалитетни ученици. Пред младиот Матеј предстои добра иднина, а шансите за успех повторно му се отвораат. По освоеното прво место на државниот надпревар, тој е поканет да учествува и на јуниорската олимпијада по математика. Доколку и на ова надпреварување го повтори одличниот резултат од државниот надпревар, тогаш ќе се стекне со право да влезе во македонската математичка репрезентација. Со тоа ќе ја представува државата на меѓународен план. Канал 8 телевизија искрено се надева дека ќе успее во намерата. Министерството за земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој ги потсетуваат земјоделците дека тече рокот за аплицирање за добивање финансиска поддршка. Крајниот рок за доставување барања за субвенции за земјоделско производство е до 31 мај. Сите заинтересирани своите апликации можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка, односно на веб адресата www.ipart.dpa.gov.mk во делот е-барање. Барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата пак за сточарско производство се врз основа на евидентираните податоци за животни во фарм регистарот со состојба на денот на поднесување. Сите земјоделци пред да поднесат барања за субвенции треба да ги ажурираат податоците, за да имаат точни и целосни информации во сите системи од каде што агенцијата ги презема информациите. Потоа со пристапување на веб адресата на платежната агенција електронски се поднесуваат барањата за субвенции со регистрација во системот на банерот директни плаќања е-барање. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството појаснуваат дека по електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги потпишат, пошто еден да се достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Се препорачува до апликантите кои ќе побараат помош од вработените во подрачните единици пред да ги потпишат барањата да проверат дали е точен внесот на сите податоци и култури. Доколку апликантите утврдат дека при поднесување на барањето направиле пропуст или впишале погрешни податоци, можат барањата да ги повлечат и да ги изменат во рок од 30 дена од денот на поднесувањето. Ново признание за женскиот фудбалски клуб Фудбал Старс дојде од македонската младинска фудбалска репрезентација во женска категорија. Двете првотимки Јована Стојанова и Сара Ѓоргиева влегоа во составот на државната репрезентација за фудбалерки до 15 годишна возраст. Заедно со својот ментор и тренер Станкица Атанасова, тие се дел од женскиот репрезентативен фудбалски камп на најдобрите во У15 селекцијата, што деновиве се одржува во спортско-рекреативниот центар Истатов во Дојран. Повикот за подготовки за репрезентацијата е само потврда за квалитетот на нашите девојчиња, како и најава за добрата иднина што му предстои на кочанскиот женски фудбал. Инаку женската екипа на Фудбал Старс пред околу 1 месец конечно го доби решението од Агенцијата за млади и спорт, со кое и официјално се оформи како клуб што ќе учествува на првенствени надпревари. На решението се чекаше повеќе од 1 година, откако во рамки на фудбалската школа почна со работа и секцијата за девојчиња. Во новото првенство, женскиот фудбалски клуб Фудбал Старс ќе се надпреварува во втората фудбалска лига во женска конкуренција.